На бројни здравствени тегоби се жалат граѓаните во овој период кога е невообичаено топло за месец ноември. Иако од една страна високите дневни температури на некој начин го одложуваат почетокот на грејната сезона, благопријатно влијаат на расположението на населението и дозволуваат долг и почест престој во природа, од друга страна хронично болните лица и децата се погодени од респираторни инфекции. Старите луѓе мало тешко е. А за млади не знам, а за нас старите мало е потешко. Што чувствувате? Па светните, чувствуваме загушевање, такви заболевања. Јас сум оперирана сега, Борко, пред 8 месеци од срце бајпас, имам и многу ми смеќава. Ама тоа е, сега нема кај да бегам. Само со носот малку, течат носот, тоа е. Многу топла денеска, 25 степени. Влијае ли на здравието тоа? Мене добро, за мене добро е, не е лошо. За нас на здраве треба да биде добро, пошто кад се расипа време и ние се расипамо. Пошто ние со брони, со ова, со тоа, ама и пак добро. Да биде подобро и ние ќе бидеме подобро. Ние ако одиме кон зимски денови, дека сме касна есен, сепак временските прилики се малку потопли од вообичаеното и секако тоа нормално дека влијае врз здравјето на населението, со тоа што имаме осцилации на температурите, да речеме ноќните температури и раните часови во Сабајле се посвежи, додека преку ден знае температурата да се дигне и повисока и нормално дека тоа предизвикува компликации врз здравјето на населението, со тоа што пациентите кои доаѓаат токму заради ова да се жалат, се тие пациенти кои доаѓаат некоја прехлада која имат, појава на сезонската вироза која се пропратена со кашлица, со кивање, со течење на носот, тоа им се вообичаените симптоми за кои се јавуваат и доаѓаат барат помош кај нашите ординации, кај нивните матични лекари. Најзасегнати нормално се децата, оние најмалите, заради што не можат да се прилагодат и со облекувањето, нели? Сабајле рано треба да се облечеме со нешто потопло, а преку ден нормално ќе се испотиме и нормално доаѓа до некоја прехлада, да после многу полесно може и да се разболиме сите, значи никој не е имун кон тоа, а нормално дека тие што се по ранливи категории, што ги спомнав, најмалите, лицата над 65 години и оние кои се со хронични заболувања, кои што ние секогаш ги споменуваме, значи пациентите со кардиоваскуларни заболувања, пациентите со проблеми со респираторниот систем и така натаму, овие се најзасегнати категории. Лекарите како мерки за превенција од респираторни инфекции препорачуваат соодветно облекување според температурите на воздухот, престој на чист воздух, често миење на рацете и здрава исхрана. Многу треба да се внимава на облеката, која облека се да биде прикладена облеката кон временските прилики. Прошетките се добродојдени во природа, бидејќи времето е убаво, да се консумираат повеќе течности, или ако има веќе почетоци на појава на некоја вироза сезонска која очекуваме да се појави, нормално дека треба што повеќе течности да се пијат, ако имате појава на температура лесна антипиретици, ако гледат дека ситуацијата, значи здравствената состојба се комплицира, тогаш нормално дека треба да дојдат да барат помош кај нивните матични лекари. Деновиве максималните температури на воздухот во овој период од годината се значително над просекот и се движат во интервал од 22 до 28 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, и во следните денови ќе се задржи стабилно и суво време со повремено зголемување на облачноста. По одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла. Од недела температурата ќе биде во постепено опаѓање.